Градоначалникот на Босилово Зоран Зимбаков даде отчет за сработеното за првата година. Тврди дека не било лесно, бидејќи наследила општина со околу 850.000 евра долг за реализирани, а не платени проекти. Затоа работеле посветено, се со цел граѓаните да ги добијат ветените проекти, а паралелно и да се платат за останатите долгови. Како што кажа Зимбаков, успеале како локална самоуправа да го намалат долгот за околу 160.000 евра, а паралелно да реализираат проекти кои се во интерес на граѓаните. Поважни ќе ги издвојам проектите. Доградба и реконструкција на културен дом во село Секирник во вредност од 193.000 евра, реализиран преку ИПА програмата Бугарија-Македонија, општина Босилово, општина Грмин. Унапредување на условите за развој на алтернативниот туризам на локалитетот Моноспитовско блато во вредност од 4 милиони денари, реализиран преку проектната канцеларија за локална и регионална конкурентност од Светска банка. Реконструкција и доградба на објект за дневен престој на стари лица во селото Босилово во вредност од 550.000 денари, реализиран преку Министерството за труд и социјална политика. Грант од UNDP во вредност од 26.000 евра за набавка на метални контейнери. Меѓу проектите, градоначалникот Зимбаков ги посочи изградба на бетонски одводни канали за атмосферска вода во Моноспитово, Босилово и Бориево во вредност од 180.000 евра, но и набавка на камион за собирање на отпадот со 120 контейнери во вредност од 150.000 евра. Преку Министерство за труд и социјална политика во завршна фаза е еволуцијата на проектната документација за изградба на детска градинка во Босилово во вредност од 19 милиони денари и се надавам дека наскоро ќе започнеме со реализација и на овој проект. Во фаза сме на реализација и на годишната програма за одржување и реализација на улици и патишта во повеќе населени места. Би ги спомнал патот Еднокуќево-Муртино, Бориево, Босилово, Иловица во висина од 4 милиони и 200.000 денари. Преку Бирото за регионален развој реализираме и е во завршна фаза изградба на улица во населеното место Иловица во должина од 550 метра и вкупна вредност од 1.800.000 денари. Исто така, истампониравме и пристапни улици до земјоделско земјиште во повеќе населени места со вкупно 500 метри кубни тампон. Градоначалникот на Босилово Зимбаков истакна дека ги поддржувале и оваа година културно-уметничките друштва, се работеле урбанистички планови за 5 населени места. Како што подлече, финансиско стабилизирање на општината и реализација на ветените проекти во интерес на граѓаните ќе биде императив и за следната година.